Лека ноќ, драги гледачи на новостите од вчера. Јас сум Јована, а ова до мене е... Ацо, шо ти е? Кјути, болен сум, некоја вируза закачив, абе ме истури температура, него. Слушај, може ли ти дам ја лјадарче да ги читаш во вести? Жити ме. Може. Ајде, Уживајте. Еда што ќе гледаме? Вчерашни на прославата на 148-от роден ден на Гоце Делчев. Вчерашни анкета, дали граѓаните ќе излезат на гласање на предстојните избори. Ќе размислам, ама веројатно ќе гласам. Вчерашни, директно од црвениот тепих на Оскарите. Секој прв кредисимо да платат од 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носење. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите 2 години, 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра, со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на Комерцијална банка. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Секој прв кредисимо да платат од 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Ацко, знам дека си болен, ке може ли само овој линк да го преземеш? Да, бе, Линков само. баци, нема проблем. Македонија вечерва ќе остане будна пред малите екрани, да ги гледа историските Оскари. Се надеваме на 2 статуетки, една за Атиџе и екипата, а една за пчелите. За атмосферата во американската битола Лос Анџелес ќе дознаеме повеќе од повратениот джедај Кузма Статива. Не ми се верува дека веднаш го пратија на црвен тепих. Кузман, добре дојде во вчерашни. Добро ве најдов студио. За жал не успеав да најдам црвен тепих затоа што на газдата не му се трошел и не нарачал нови. Но затоа има одлични други теписи со најразлични бои, различни шари, дезени и така натаму. Исто така има и килими и патосници и черги, персиски, има теписи за во детска, за во дневна, за во кујна, од најразлични материјали како што се волна, синтетика Во ред, и Кузман, така но натаму. не мислевме на такви теписи. Зборуваше ли со некој од звездите на светската кинематографија? Па не знаев дека треба. Но еве ќе најдам некој. Госпогице, кратко интервју за вчерашни. Од режија ми јавуваат дека треба да продолжиме со вестите пред Кузман пак да клекне. А сега одиме со вести од минатата пролет, што значи сите денови во јануари и таковниот февруари пред да почне да паѓа снег. На таков ден го пуштивме Менде во градот на клавирите, конзулите и најмногу заболениот драк – Битола, каде разочараните локални органи во недостиг на патишта за чистење, најверојатно од досада распишаат тендер за физибилити студија за снег. Па да погледнеме. Да, студио, тука сте Битола, во мојот роден град.
Добро дене, градо Битолско сум јас, ама не е то битно. Со нас е директорот на Стражево, господино Панде Мандало. Мандало, тој има решение за годината без снег. Господине Мандал, кое е вашето решение? Така е, најпрви да поздравам гледачите на вчерашни. Битола е град на културата и на конзулите. Се такви зими нашите конзулки и конзули нема да доживеат поиќе. И затоа ние нарачавме студија за вештачки снег. Убави вести се тие, ама јас колку што знам, тие се, ова е втора студија за снег. Прав си, првата имавме напишано со снег со К на крајо и беше проблем ни дадоа она студија за снег бар. Са ова година Битола пак нема да има снег, ама затоа до година ќе има толку многу снег што градот ќе се парализира, макар и од вештачки снег. Одлични вести, многу убаво речено. Многу убаво речено. Секако дека се одлични, ето и општината се спрема и та да биде изненадено од вештачкиот снег. Сега кога ќе опуштиме, дали ќе биде ноември, дали ќе биде декември, не знаеме, нека остане изненадување. Така е, и јас ка сакам многу изненадувања. Ви благодарам. Прекрасно. Го чекаме вештачкиот снег и реалната неспособност на општината. Неспособност на општината. Како што велат оттаму, тие планираат со снего да направат Пелистер топ скијачки центар. Само чекаат вештачки снег да имат оправдание, оти нема добар пат дотаму и да почнат да градат тој кој ќе се креди, кој ќе стани снего. Личен човек си ти, господине Панде, ако си акнат во глата. А ете го и снегот. За жал до Нижеполе нема ни добар пат, но се надеваме дека по снегот парите од овој тендер ќе ги пренаменат во физибилити студија за чистење на истиот. А логичен следен чекор е да направат и една физибилити студија за тоа како да направат пат. А ние да продолжиме со вчерашни. Ацове, како си? Исто како и Битола, баци, загрев. Снег, а покрај снегот тука и вечниот непријател на снегот Македонија пат. За разлика од многу години кога тие биле изненадени од снегот, овој пат го дочекаа спремни, скоро како да имаат некои апликации на телефоните на кои пишува кога ќе заврне. Како што со гордост изјавуваат од Македонија пат, тие на терен излегле 15 минути по првите статуси на Facebook дека паѓа снег и според нив ова е најуспешна година досега. Дори 4 од 5 вработени не биле изненадени дека има снег, што е 80%. Дури 5 од 5 вработени биле спремни за ова и топло облечени за да може да прават снешко во кругот на предпријатието. Тоа ни е во крвта. Тоа ни е во крвта. Секој вработен во Македонија пат ја осеќа работата. Не треба никој да му каже. По се изгледа дека предизборието е добро време за сите во општеството и кој не би посакал вечно да трае. Меѓу радосните се и земјоделците кои ќе добијат 50% поевтина нафта. Но тоа не е се. После изборите, секој викенд ќе има happy hour за земјоделци, кои на секоја лиценцирана бензинска пумпа ќе може да пијат нафта по дополнителни 10% пониски цени. На здравје, другари земјоделци! Оваа недела градоначалникот Чилигов излезе со снимки од Дрисла каде се гледа како медицински отпад се третира како обично ѓубре, како кучињата го јадат остатокот, а најостатокот се влева во Вардар. Но тоа е темната страна, а постои една светла страна, каде преработката на отпад е бизнис на иднината. Елисалфета е на терен. Дали и колку се увезува отпад, дали тој е токсичен, дали депониите заработуваат од така наречените странски инвестиции, какви се перспективите на оваа индустрија во земјата, ќе поразговараме со еден експерт за отпад, господинот Кенан, кој што ќе ни раскаже малку повеќе за последните случувања со ѓубрето. Кенан? Еј, да те прашам. Кенан, кажете ми ги вашите размислувања за последните случувања со ѓубрето. Така, значи видете, стратегијата за современо управување со комунален отпад ја отсликува националната политика на една современа држава и представува основа за спроведување на еден интегриран систем кој е од фундаментално значење за
нашата еколошка средина. Според најновите анализи, ние сме најзагадена земја во светот. Само со тоа имаме потенцијал и капацитет како на микро, така и на макроекономски план, нели? А што се однесува до увозот, тенденциите се јасни. Значи, што е можно помалце да се увезува, а повеќе да се извезува, со тоа темпо ние би имале капацитет да ја преплавиме целата земјина топка. Така да колегите од нуклеарно оделение. Ми кидна. Така е, студио, еве како што гледате, успеав да го најдам црвениот тепих. Брату Гоце, ти квале канџа на конјот. Како бе канџа, па прати порака бе, брат. Македонската влада испрати документ до УНЕСКО со предлог стратегија како Охрид да го зачува статусот на заштитен град. Всушност грешка. Владата испрати стратегија до УНЕСКО за поврзување на Македонија и Албанија со железница. Како што велат извори од семејството УНЕСКО, тие ги примиле овие стратегии и ги сугерирале на државата, која 25 години прави железница до Бугарија, 2 километри автопат го прави за 3 години, не може да го доправи автопат од Кичево Охрид за 10 години со стратегијата да аплицира на конкурс за научна фантастика или да се јават пак во 2048 година. Во меѓувреме во Охрид со забрзано темпо се срушија нулати во градби. Па така до крајниот рок се останати да се срушат уште само сите дивоградби, плюс 7 кои никнале во меѓувреме. Полека се исполнуваат сите услови за избори. Партиите ќе се апсат меѓу себе. Ботовите го вклучија капслок на максимум. Ограбени се пошти и банки, а и последниот услов за избори е исполнет. Последниот услов за предизборна атмосфера е тоа што Агим Красничи е на слобода. Не слобода како да го пуштиле од суд да се оди, туку излегол на викенд од затворот и не се вратил. Што е логично зашто кој би сакал да се врати во затвор. Од анонимни извори дознаваме дека Красничи заминал да гостува на Оскарите и ќе се врати, како што Орце отиде на финалето на ракомет и се врати додека беше во домашен притвор. Не сите традиции се добри и вредни за чување. Например, традицијата на подгревање меѓуетнички тензии во предизборието. За жал од неа страдаат и најмладите. А пример за тоа е средното училиште Марија Кири Склодовска, познато како Хемиско. Таму на етничка основа се степале ученици, кои по некоја случајност носеле ножеви на училиште. На темата дебатираа нашите стручњаци од Facebook. Па да погледнеме. Памтја мислата, молим те ќе те прекинам. Иде камера. Извини, Цани, ја што те прекинувам. Абе, што да кажам, бе, друже? Ја неделава постев од политика, пуштам телевизија, се извадив од памет. Гледам таму средношколци се поделе. У Хемиско зеле со ножеви се поделе. Извини што ќе те прекинам. Па што е тоа, бе, стварно, памтја мислата. Што треба сега у школиве да опремуваме со метал детектор, што не можат прозори да сменат, метал детектори ќе ставале. И зашто се поделе на национална основа? Абе, викам, вие глупи ли сте, бе? Како може да се бодете? Па вие сте иста класа, бе. А класа знаеш што е? Исто што е касата. А касата е сиромаштија, вие сте тоа. Извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Ја мислам дека они се тепаат затоа што ништо не знаат еден за друг, бе. Ја, брат, 86-та година у Претор на една педалинка се упознал со еден еским и цело време слушавме Битлси. А ја у тој период бев расист и таман да му учукам една, ми заличи на Јоко Оно. А ја со Џо Ленон сум вака, бе. Гъси гаки. Па он кој реновираше купатило... Извини, друже, јас што ќе те прекинам. Абе, не, дај да земеме да ги наоружаме. Абе, да земеме средношколци до зуби да ги наоружаме. Ама не со пистоли и со ножеви како селјаци од наше време. Да ги наоружаме со знаење. Извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Ја у средно имав тепачка со 19 души. И искочи нерешено. И ради таа тепачка избрка од средно. Друже, извини што ќе те прекинам, Хибик. Немај ме сега да плачеш тука, нема од средно. Што има врска? Знаеш колку нема од средно? Па супер луѓе се. Па ти не си толку глуп кој што изгледаш, бе. Што ти е на тебе? Абе ти на средношколци треба да им дадеш спортска опрема, да им купиш тие што се проветки да прават тие работи. Абе да земеш да ги наоружаш со книги, бе, брат. Со книги, со знаење.
а не да бидат глупи да учат некое нефокусирано образование таму, колку овци имало во Австралија. Што ми е 23 гајде? милиони овци во Австралија, тоа е официјален податок, секој го знае. Црни, извини, јас што те прекинам, ти многу паметен се правиш, бе. Затоа дека кај мене чаши после миеш. Што сакам да кажам? Абе, кај нас се е обратно, бе, брат. Со средношколците проблемот е што треба да направиш кога се у школа да се осеќаат дека се у школа, а не дека се у затвор. Па да видиш после како ќе седнат да учат, бе. И кога ќе седнат да учат, ќе станат тоа што треба да станат и ќе идат у Швицарска или у Немачка, кај што им требаат такви капацитети тие експерти како ги викаат. А јас сакам да ти кажам, јас за 2 кеца не сум земал 4-та средно за математика и музичко. Извини што ќе те прекинам. Мала дигресија. Абе, брат, че не е коректно од моја страна. Прво, тој не беше еским, беше од Кенија, пошто ја ги мешам тие двајца. А ја, уствари, сите ми беа кецови мене, бе. Ја поима немам ради кој 2 кеца сум паднал, бе. Чекај, извини што ќе те прекинам. Хипик, чекате малце. Вие немате средно, бе. Ма што ми се, тука по цел ден ми седите да шагаме овој блеу таа камерата таму. Нормално сте мисили, бе, немате средно, бе. Црни, извини, јас што ќе нема. Абе, нема да ми се смееш и мене многу, бе, бумбаре. Кого заебаваш ти овде? Абе, нема да ми се смееш и на мене, бе, бумбаре. Извинете што ќе ве прекинам, но ние мораме да продолжиме и понатаму со вчерашни. Среќен роден ден, другар Гоце. Кај ти то, бе? Тито рече ке задоцни го болела ногата. Така е. А од режија ми јавуваат дека мојот репортер Кузман Статива успеа да обезбеди интервју со некој од протагонистите на вечерашните Оскари. Одиме со линк директно во Холивуд. Така е, студио, еве како што гледате, успеав да го најдам црвениот тепих. Овде полека почнува да се собира светската глумачка елита. Успеав да најдам еден соговорник и тоа едно од протагонистите на филмот Медена земја. Како се викате? Пчеличката Маја. Доста оригинално. Вие да не сте поарни. Интервју со пчела. Што би рекле ние у Холивуд? So boring. Кажете ми што очекувате од Оскарите? Да го собереме медот. Sorry for the inconvenience. Please do continue. Oops. Sorry. Шо сори ја уби македонската кинематографија? Whatever, Кузман. Вечер сите пред телевизор ќе ги бодриме дечките и девојките кои го направија Медена земја, да испишат историја и за прв пат да донесат Оскар во Македонија. А сега, одиме понатаму. На 4 февруари, или ако си неписмен февруари, се наполнија 148 години од раѓањето на еден од идеолозите на ВМРО, македонскиот револуционер и учител Гоце Делчев. Се вклучуваме во живо од неговата роденденска прослава. Роден ден е дено што го чекаме, цела година. Роден ден е дено што го сакаме. О, ајде. Честит рожден ден, брате Гоце Балапаќева. Фала, брате. Всичко најхубаво, всички екстри. Ти секој си го разбирал светот као поле за за***ање меѓу другарите. Така е. Ама не е смешно. Кај дај, вас ке пишат некој ден бугари, срби, марсовци, ке видиш? Еве па ти, олабај се малце, роден ден ти е денеска. Шо е сега, пак гледаше вести? Шо да гледам, бе, брат? Турски серии. Па против тие се боревме, вие сега едва чекате да ги гледате. Зашо бе, шо па Заев рече дека си горд на НАТО? На што да бидам горд, бе, брат? Па да правиме сојуз со турци, со грци. Зашто се борев ја, бе, за Северна Македонија? Па, другар Гоце, дозволи ми да се обратам. Кај си, брат? Среќен роден ден, другар Гоце. Ајде, бујрам. Ајде, фала. Кај ти то, бе? Тито рече ке задоцни го болела ногата. Ако му помине ке дојде, но не верувам. А ти шо касниш, шо види колку сад? Абе, ни дојде инспекција во фирмава што е, овој што е газдава од Германија. Од Германија? Ево, вие што ги избркаа германците, сега трчаат по нив. Абе, ние изгледа ја изгубивме војната, другар Гоце. Која војна ја изгубивме, бе, брат? Па на нас не ни треба никој, бе. Ни бугари, ни грци, ни срби, никој, бе, брат. Сам као што можеш да си го начукаш, никој од надвор не може така. Така е. Па сам као што можеш да си го начукаш, никој од надвор не може така да ти го начука.
Така е. Така е. Гледај ги овие што гласат, на пример. Иде гласа без веза, тамо ќе заокружи некој. Брате Гоце, не се нервирај, докторот рече да не креваш притисок. Како да не се нервира? Па 45-та година ние овде ослободивме Македонија. Им направивме тука 2 автопата, 2 аеродрома им направивме. Болници, училишта, стоствени направивме овде. А како што вели Тито сега, 30 години ти една четка не можат да удрат. Така е. И сега овде вака ќе ми иде мене газдата од Германија и ќе ми вика: Стив, знаеш ти дека дедо ми бил во Македонија? Така е. А јас му велам: ама ви го вратим без спакуван. Не си нормален, бе, Стив. Треба бе, браке, бе, така треба бе. Така е. Отпор треба бе. Не го видио, гледај. На Инстаграм 5000 ме пратат. Гледаш? Што да ти кажам? Брат, едно време имаше ред бе. На еден војвода имаше по 20 кодоши, а сега на еден војвода 5000 му дишат у врат. То све кодоши бе. Све. Така е. Брате Гоце, кај се бугариве, што ми да? Дали ќе дојда гости од Бугарија? Ако идат бугарите, додам да ја земам пушката. Ние против бугарите се боревме. Брат, полека малку. Се сменија работи бе. Бугарите се наши. Ја една година родена славам у Бугарија, една у Македонија. Брату Гоце, ти клале канџа на конјот. Како бе канџе, па пратив порака бе, брат. Заради тоа ми иде да заколам некој. Дај барем едно јагне да заколам, брату Гоце. Брате Кјосе, ќе заколеш после. Нека биде богато. Прво торта ќе апнеме. Брат, дај онаа мојата, молим те. Happy birthday, друже Гоце, happy birthday to you. Happy birthday, dear Гоце, happy birthday to you. Друже Гоце, брату Гоце, happy birthday to you. Happy birthday, Гоце, happy birthday. Ништо од ова се нема случајно, ама вака би било од прилика само без балоните. Ацка, добра ли си? А сега време за тоа што сите го очекувате. Реклами. Извинете, дали би гласале на избори? Това е мој проблем. Јас сум капка у море. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чокостови Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Мултивитаминска азбука за деца. Витамин А за добра кожа, добар вид. Витамин Б да сум мудар, да сум здрав. Витамин С да сум силна како лав. Витамин Д за цврсти коски, да сум прав. Форвита Kids мултивитамински сироп за здрави деца. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćno движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Вчерашна анкета.
Нашата камера се прошета по влажното Скопје и ги запраша граѓаните дали и за кого ќе гласаат. Па да видиме. Во периодот на предизборието имаме зачестена појава на меланхолија и симптоми на депресија кај граѓаните. Извинете, дали би гласале на избори? Ке размислам, ама веројатно ќе гласам. И јас сум разочаран, и брат ми е разочаран. Тие нека мислат, ама. Кога има избори? Дарт Вейдер. Како во Европа, така и тука. Најверојатно ќе гласам, а и нема да гласам. Тоа е мој проблем. Довде ми од гласање. Тоа си е господова работа. Јас сум капка у море. Кога има избори? Не знам да гласам. Ова меѓу нас. Највише чистоća, прање руку, чистоća, малку више. Абе, до тука ни е дојдено. Па, тоа е многу штетно за народот. За помалото зло. Ке го одберам полошото од двете зла. Кога има избори? Нема да има, бидете сигурни. И така сме малку македонцеве. Али не има жута кавадарачка и нема проблем. Дарт Вейдер. Морам да брзам колешката и избегам. Па тие само го барат, бе. Не сакам да гласам, ми прави проблем на цреви, не? Знаеш што јадат тие? Морам да брзам. Замисли за мојот глас да поведат некои неадекватни и после мене ќе ме гризе савест. Највише чистоća, прање руку. Кога има избори? Ја мислам дека ќе изведат некој зајак од Шешир. Секоја влада наредна што ќе доаѓа по нешто да решава и да не создаваат нови проблеми, многу е важно. Старите да се решат и да не се создаваат нови проблеми и тоа да биде како една штафета, како доаѓа една влада, решава едни проблеми, другата влада која ќе дојде да реши други проблеми и да има еден континуитет. И стигнавме до почетокот на вестите. Добро утро. Сакаше да каже добро утро и од него. Се знае за кој ќе гласам, тој што ќе ни обезбеди влез у ЕУ, у НАТО, ова што е Лига шампиони и Мија Калифа. Али ќе гласам ако направат да може да се гласа по телефон на 0800, као на Звезда Гранда или Хотлайн. Нема да гласам. Имам закажано во еден цвет на 12 април. Абе, обично мртви не гласаат, ама еве кога би гласал ја за партијата на властите би гласал. Така. За ВМРО ќе гласам. За кој да гласам? За оние што ми го тргнаа споменикот. Ќе гласам. За Тито би гласал да може. Абе, за комунистите ќе гласам, зашто тие ја ослободија Македонија. Не се сите исти. А на што личи ова вака сега? Да се знае за Каракачанов. Се зезам. Пошто ме заборавивте и едните и другите, нема да гласам. А може ќе гласам за ВМРО.